Македонија ја покажа на дело својата солидарност. Плоштадот во центарот на Скопје е преполн со донации кои пристигнуваат од сите страни. За настраданите во катастрофалниот земјотрес што ги погоди Турција и Сирија. Донациите се пакуваат во пунктот на Црвениот крст кој е стациониран во близина на Камениот мост. Граѓаните се организираат и собираат кебиња, топла зимска облека и обувки, но и пакети со конзервирана храна и хигиенски производи. Неколку камиони треба да заминат и од останатите градови низ Македонија, како Битола, Прилеп и Штип, пошто донацијата ќе биде испратена во Турција. Со овие донации што ги видовме денес, гледаш, доаѓаат, помагаат сегде. Се надеваме дека народот ќе се вклучи во цел свет, не само во Македонија, да помагаме. Јорганчиња ни треба само, јакни, не донася некои летни работи не ни треба, пошто ладно е таму. Ракавици ни треба, храна не ни треба. До сабота сме тука. Другари се од Турција што се студенти тука и скопјанци што сме турци исто така. Собирани колку може повише, нека донесат и органи, пошто ладно е таму. Тука е собирното место каде што ја збираме помошта за Турција. Тука се собрани и сите студенти турски, меѓутоа не се само турци, албанци, македонци, сите ни даат на помош. Тука што се збира се панталони, јакни, јоргани, перници, се што е потребно за во Турција. Како што ви кажавме, тука ни е собирното место, од секој дел на Македонија ни иде помош и се пакуваме за да ја помогнеме на Турција. 10 милиони денари финансиска помош преку донации собрани од граѓаните, но и од општествено одговорни компании, ќе испрати и Црвениот крст на Македонија, како помош за настраданите во земјотресот. Дополнително, кон погодените области ќе тргне и конвој со пакети со храна и средства за лична хигиена, како и кебиња од залихите на Црвениот крст. Македонскиот Црвен крст, освен материјалната помош, воедно до турската црвена полумесечина ќе достави и помошта собрана од страна на општините, невладините организации, компаниите и приватните лица, кои потоа ќе бидат доставени до лицата загрозени од земјотресот. Транспортот на собраната материјална помош се планира да се реализира преку копнен и авиотранспорт. Од Црвениот крст им се заблагодарија на сите граѓани кои се самоорганизираат да помогнат на настраданото население во двете земји, но ги повикаа сите иницијативи да се приклучат финансиски кон помошта што ја испраќа Црвениот крст, со цел да се надминат сите законски бариери при испораката и помошта побрзо да стигне кај оние на кои им е најмногу потребна. Мора да имаме селектирана хуманитарна помош. Не можете вие да им однесете макарони сега кога тие нема струја, нема вода, нема ништо. Зошто тоа би го правиле колку да го правиме? Значи, да ги следиме инструкциите, потребите на терен, соопштенијата на Црвениот крст, на турската амбасада, за потребите на населението таму и така и да се прилагодуваме. Имаме време пред нас кога можеме да ја покажеме хуманост и солидарност. А таму многу ќе се работи, долго ќе се работи. Различни се прописите, правилата и не може апсолутно да ветиме дека ако вие ми донирате 10 кебиња, 5 фењери, 3 греалки и не знам што, не е за подценување, дека јас тоа велам јас, организацијата, да не бидам погрешно сватен, дека тоа ќе може да го достави до луѓето, затоа што не знаете на кој начин тоа да го декларирате пред царина, како да обезбедите потекло. Од тие причини велиме дека не можеме да се нафатиме, да собираме нешто што не можеме да го доставиме. Сето внатре декларирано мора да има потекло, мора да има декларација, мора да има нешто што прописите го барат. Во меѓувреме, Министерството за здравство соопшти дека над 150 доброволци, меѓу кои здравствени работници од Македонија, за само еден ден се пријавиле да заминат во Турција за да помогнат во справувањето со катастрофалните последици по земјотресите што ја погодија земјата. До вчерашните до касните часови имав еден список од околу 150 доброволци здравствени работници, кој што е огромна бројка и покажува колку нашиот народ е спремен да помогне. Меѓутоа, во текот на овој ден се надевам дека и 12 часот ќе го имаме прелиминарниот список на доброволци и ќе го понудиме на Центарот за управување за кризи, кој што понатаму во комуникација со турските власти преку НАТО комуникација ќе ги известат за расположливите средства, односно капацитети и човечки и материјални кои што ние ги имаме. Воедно да известам дека ги ставивме во употреба, односно во понуда и двете комбиња кои што се специализирани за интензивна нега
кои што ги добивме како донација од ХОП проектот за педиатриската клиника. И тие две комбиња кои што се специјализирани со 2 тима, значи комплетирани со тимови, доктор, шофер и медицинска сестра, се спремни да заминат до погодените места. Македонија обезбеди и лекови за Турција преку компании и донатори, кои откако ќе се добие потврден одговор ќе бидат испратени онаму каде што е најпотребно. Повици за помош на Турција и Сирија пристигнуваат од сите страни. Во меѓувреме, Македонија испреќа 24 припадници на армијата, меѓу кои и 2 водачи на кучиња трагачи, кои со себе ќе носат и 10.000 кебиња и 200 санитетски носила. Од Дирекцијата за заштита и спасување пак ќе се испраќаат и дополнителни 40 луѓе со специјализирана опрема за пребарување и спасување. Владата засега одвои 100.000 евра помош за настраданите од катастрофалниот земјотрес.